Добро вечер. Денешните урбани вести ги започнуваме со интересен факт за новогодишната елка. Иако речиси, цел декември елките во домовите се украсени. Легендата вели дека елката се кити пред Божик, а даровите под елката го одбележуваат Христовото раѓање, најголемиот дар за човештвото. Започнуваме со урбаните вести. Христијанскиот свет утре го празнува Коледе Бадник. За празниците зголемени цените на пазарите. Празничната еуфорија носи и насоница. Денот пред раѓањето на Исус Христос е еден од најголемите празници за христијаните. Почетокот на празнувањето на Бадник или Коледе и оваа година ќе биде означен со коледарските песни, кои утре наутро ќе ги пеат најмалите и ќе го најават овој голем празник. Суштината на Бадник е радоста на христијаните пред раѓањето на Спасителот Исус Христос. Звукот на коледарите заедно со традиционалните коледарски песни секоја година го будат градот, означувајќи го почетокот на празнувањето на големиот христијански празник Бадник. Така ќе биде и утре наутро, кога пред се најмладите со бадниковите песни ќе го најават овој голем ден. Бадник или Коледе, денот пред раѓањето на Спасителот Исус Христос, е еден од најголемите празници за христијанскиот свет. Според Григоријанскиот календар, Бадник секогаш се празнува на 6 јануари, но гледано според Јулијанскиот календар, Бадник секогаш е на 24 декември. Суштината на Бадник е радоста на христијаните пред раѓањето на Спасителот Исус Христос. Самиот збор Бадник се верува дека потекнува од старословенскиот јазик и значи да бидеш буден. Па така Бадник или Будник лесно се поврзува со будноста покрај обредниот бадникарски оган. Коледарите исто така се неизоставен дел од одбележувањето на празникот. Одејќи од врата на врата, коледарите пеат коледарски песни. Најпознатата коледарска песна, Коледа леде, се среќава во запис на Бојаджиев уште во 1893 година. Бадниковото гранче е неопходен декор за секој македонски дом во овој предпразничен ден, полн со метски и пагански обичаи и традиции. И во многу места на Балканот со бадниковото гранче се подпалува утринскиот оган. За домашни потреби вообичаено носиме гранче кое бесплатно се дели пред соборниот храм, но честопати и купуваме. На овој ден се подготвува богата постна трпеза, каде се става од се по нешто, со цел целата следна година да биде богата и берикетна. За Бадник се подготвува и лепчето со паричка, најчесто сребрена, со верување дека тој што ќе најде паричката ќе го следи среќа и здравје преку целата година. Според традицијата, лепчето се крши и се дели на секој член на семејството, а оној кој ќе добие паричката ќе го следи среќа цела година. Сите обичаи кои се практикуваат на Ден Божиј, денот на Христовото раѓање, се само едно продолжение на обичаите и традицијата која применуваме за Бадник. Заклучно со денот Бадник или Коледе, завршуваат и божикните пости. Пред Бадник и Божик драстично зголемени цените на пазарите. Најскапи се костените и оревите. Годинава цената за килограм костен достигнува цена и до 200 динари. Гужвата низ пазарите е очигледна, но само дел од граѓаните се осмелуваат да ги наполнат кесите. Вистинска гужва на пазарите и денес. Сите се подготвуваат за коледарите за Бадник и Божик. Јаболки, мандарини, костени и бомбони. Иста содржина во кесите на граѓаните. Поради празниците, пазарџиите ги зголемија цените, а посебно на оние производи карактеристични за овие денови од годината. Цената на килограм јаболки се движи од 40 до 50 денари, а мандарини може да се купат од 40 до 70 денари, зависно од квалитетот. Ако минатата година оревите стандардно се продаваа по цена од 120 денари, сега килограм ореви се продава по цена од 150 денари. Традиционално на бадниковата трпеза место зазема и тиквата, која на пазарите се нуди по цена од 20 денари за парче.
Најскапи и годинава се костените, чија цена за килограм достигнува и до 200 денари, а може да се најдат и по цена од 140 денари, зависно од квалитетот. Божикните гранчиња, кои се традиционален и најважен декор за божикните празници, се продаваат по цена од 5 до 10 денари по гранче. Освен пазарите, полни се и супермаркетите, во кои дури и некои намирници се со пониски цени од оние на зелените пазари за околу 10 до 20 денари. Граѓаните се жалат дека цените одеднаш се зголемиле, но што се мора. Децата ќе се распеат, а нешто мора да се стави во нивните шарени торбички. Празничната еуфорија честопати знае да резултира и со несоница. Како да постапите доколку несоницата трае повеќе од вообичаеното, ќе дознаете од прилогот во продолжение. Еуфоријата и возбудата која ја предизвикуваат подготовките околу празнувањето на Нова година и Божик, често знаат да предизвикаат и несоница, дури и откако забавата ќе заврши. Како да се изборите со несоницата и да се подготвите за работните обврски по завршувањето на празнувањето? Ако не можете да заспиете во првите 20 до 30 минути откако ќе легнете, станете и одете во друга соба. Правете нешто што ќе ве смири и вратете се кога ќе почне да ви се спие. Не палите ги светлата во собата. Светлината ја намалува количината на мелатонин кој го произведува организмот, хормонот кој е задолжен за циклусот на спиење и будење. Палењето на светло му сигнализира на телото дека е време да се разбуди, а не да заспие. Не паѓајте во искушение да го отворите фрижидерот и да каснете нешто сладко или солено, а посебно не некоја тешка храна, како на пример нешто што останало од ручекот или вечерата. Многу ми намислат дека една чаша вино ќе ви помогне полесно да заспиете, но сепак алкохолот е штетен во ваква ситуација. Може би ќе ви помогне да заспиете, но ќе го наруши квалитетот на спиењето. Исто така, важно е предлегнување, што подалеку да ги оставите електронските уреди. Светлината од екранот, исто како светлината од светилката, го намалува нивото на мелатонин и не само што потешко ќе заспиете, туку и спиењето ќе биде со прекини. И за крај, и покрај тоа што утре немате обврски, не поспивајте повеќе само затоа што сте легнале подоцна. Така ќе го нарушите циклусот на кој е навикнат вашиот организам и ќе имате слични проблеми и во наредните денови. Тука го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, останете во добро расположение со нашата програма. Довидување.